телевизија, добре дојдовте во уште едно интервју. Овој пат се наоѓаме во основното училиште Блаже Коневски Прилеп. Тука со нас е директорката Мартина Пројчевска. Добро утро, добар ден, во зависност од кога ќе не гледаат, затоа што одиме на интернет. Прво да ви се заблагодарам што не примивте во вашиот кабинет. Поводот за оваа средба, за овој разговор е еден настан кој што училиштето го организира во октомври, а тоа е хуманитарна акција од деца за деца. Може да ни кажете за почеток малку да не воведете која беше идејата, кој е иницијаторот за овој благороден настан? Така. Обично претходните години со работа на годишната програма на училиштето имавме повеќе вакви хепенинзи. Тие беа обично пред новогодишните и великденските празници. Меѓутоа на идеја од некои од колегите заедно размисливме и се сложивме на овој хепенинг годинава, што сакаме да го одржиме во месец октомври, и тоа од две значајни причини. Едната причина бидејќи месец октомври е историски значаен, а другата причина нели е и во светски рамки недела на детето. Значи ги поврзавме неделата на детето со 11 октомври како еден од најзначајните празници во историјата на Македонија. Точно. На почетокот дел од колегите, на почетокот на месец октомври, разговараа со нивните ученици на кој начин и како би сакали да се одбележи овој настан од деца за деца. Можеме да кажеме дека имаме соработка и со компанијата Комфи Ангел, која што ќе донира перничиња на сите првоодделенци. Исто така имаме соработка и со печатницата, која што ќе донира училишен прибор за учениците од прво одделение. Исто така имаме соработка со Витаминка, која ќе ни донира чоколадца за сите првоодделенци, и во тек се уште компании кои во теков на неделава учениците ќе испратат барање до истите. Може да ни кажете како е концептуално замислен овој настан, што ќе се случува, активности? Така. Активностите ги имаме многу. Например, ќе имаме штандови долу во холот на училиштето, во кои ќе се нудат прехранбени производи. Тука ќе бидат вклучени и родителите и ќе им се нуди на учениците традиционално топло македонско лепче со ајвар. Исто со тоа ќе се подучуваат учениците и на рециклирањето, колку е важноста голема на рециклирањето. Учениците од четвртите одделенија ќе им донираат специјални подароци на првоодделенците, како чест на едно добре дојде на првоодделенците во детската организација. Ова е одлична работа, ова е баш и се потикнуваат децата, на поголемите се грижат за помалите. Точно, така. Учениците од погорните одделенија по предметот информатика изработија флаери, покани, а исто така ќе бидат изработени и илустрирани приказни. Исто така во соработка на родител поет Тони Павлевски, на 7 октомври ќе биде организирана работилница за пишување на хаику поезија. Дел од активностите ги имаме многу, нека не ми замерат од колегите ако некој ненамерно сум испуштила, затоа што навистина ги имаме многу активности. Исто така знаеме дека дебатата во наставата е една од најмојкните алатки на критичко размислување кај учениците и развивање на истражувачки и комуникацијски вештини. Значи да го за крај. Значи да го сублимираме разговорот, настанот, хепенингот ќе трае повеќе дена, каде што учениците ќе имат различни активности, спортски, литературни, каде што ќе се учат да се грижат едни за други, и како крај би ве замолил само да направите вие една завршна реч за хепенингот. Па оваа пригода би ја искористила најпрво да ви се заблагодарам вам за тоа што покажавте
интерес за нашата активност и да го искористам јавно вашиот медиум за да ги поканам сите заинтересирани да учествуваат на овој хепенинг, затоа што нашето малку за некого значи многу. Интересно е кога ќе им се даде задолжение на децата да размислат што сакаат, а ние го направивме тоа на почетокот на септември, што би сакале тие и добивме многу интересни идеи. Една од идеите беше дека сакаат да организираат хепенинг на кој ќе земат учество сите ученици од нашето училиште и при тоа хепенингот да има и спортски дел, но да има и хуманитарен дел. Го осмисливме убаво и се раѓа идеите, се нижеа, сакаа ликовна работилница, сакаа работилница за изработка на подароци за ученици. Од тоа се конкретизира и веќе во понеделник на 7 октомври ќе се реализира една ликовна работилница на која ученици од погорните оделенија, кога велам погорните од 6 до 9 оделение, ќе слезат кај првачињата и заедно ќе цртаат, ќе креираат, па ќе имаме и една изложба од тие ликовни продукти. Втората така поинтересна идеја која произлезе од децава беше да играме заедно. И во училиштето имаме ученици кои го негуваат македонскиот фолклор, па тие доброволно се пријавија да слезат повторно кај помалите, да ги подучуваат на некој македонски традиционални ора, се разбира според можностите. Идејата е убава затоа што децава излегуваат од онаа зона на комфор во која се навикнати со мобилните телефони и со компјутерите и сега добиваат една ново значење, една нова задача. Тие се раководители на овој проект, а ние наставниците сме само позадини и малку ги потурнуваме да ја работат убаво работава.